Токму така. Започнуваме официјално со емисијата. Мојот прв гостин Виктор Петров Викса. Жаре. Како си? Пливања? Добар. Баш ми е мило, не знаеш колку ми е мило. Ова е твојата позиција тука. Добро, Ова е здраво. мојата. Него давам ова столче ни за жива глава. Не, Викса. добра ти е позицијата. Еј, како? Здраво, Кејф брат, ја ми е, извини, не морав прилог на време, малце не каснам, ама Не, знам еден таен пат и Добро. не затвориш шахтата овде на Влеска и Капијава, после ќе те подсетам да не направиме некоја белја. Се договоривме Од погрешна офтално. страна. Да, знам за Баш ке договора, може дали- проблеми да им направиш на нинджа желките, друже. Респект. А крцкаше нешто навака, јас сум без свикери, така да се зесам, не, дај Боже, мислам дека се здрави, ги видов. И многу ми е драго што имате и љубимчиња овде во студио. Има, Зашто има, ви е има. волку добро? Нема да ми веруваат луѓе, пошто нели сигурно сите гости што ти доаѓаат. Ти прават муавет, супер се осеќам и не знам како она. Не, напротив, али не ја ќе те прават. предупредам, да, добро. Дека е стварно кул. И Баш ми е второ, ни прв ни последен дојдов ја на ред да бидам гостин на еден на еден. Така ли? Да, 1 на 1, а 2. Еден на еден. Денес сме 1 на 1, а 3, Добро. зашто имаме тројца, но тоа све ќе го искомпензираме во наредните емисии. Океј, супер. Друже, ти си македонскиот Дон Аймус или македонскиот Хауард Стерн, можеби. фала. Долги години. Ја барем како таков те гледам. Долги години си во етерот. Значи колку 20 години? Па не се 20, ама од 89-та официјално, тогаш стартувавме од Близу. 8 март. Така што 90-та, добро, има 18, уште малце. Уште малце 20 години. Летаат, Планираш не ми се некое верува. збиднување на плоштад по повод 20 години? 8 март Сакам. 2009 Да, чуден е датум. Ден на Малце жените пред и свет. 20 години Викса. Да. Види вака како цифра многу изгледаат. Не е дека се малце, а кога ти е интересно, како што ти поминува време, се не глумам никое неверојатно лудило, ама реално. Да. Кога ти е добро, време олета. Сигурно дека денеска сум боле подобро прифатен отколку на почеток. Не дека нешто ми се случувало, ама Јасно. кикот е друг, не знам, кога почнуваш се изгледа многу подругачија него сега. Предпоставувам и далеку Има добри и поуходен си. лоши работи. Сега пред Да, 10 гледам да години. ги прескокнам лошите ствари и тие што се досадни елементи, не знам така. А како се подготвуваш еве за емисија? За денес те емисија, прашувам пример. Денес Овој сега период. сега работам од Сабајле, така што акцијава ми е, можам да ги поканам твоите гледачи. Може, ама и стварно Ако правиш стануваат- трансформација беше од 25 негде, Да, од 24 до 26 часот беше, Тоа сега беше си ноќна. са бајле. Тоа беше ноќна супер програма која верувам дека ќе продолжи после нова година, малце да се изрекламирам. Одлично. Пошто има многу луѓе кои ме прашуваат и дури ми замеруваат. Зашто не сме почнати уште како што? Вистински разговаравме со една банка како спонзор, пошто се вика нели Балканска банка, да. банка и шалтер нешто као овона, се деси рецесијава, кризава, мислам без оправдање, луѓе нешто не е кешот толку во прашање колку што име непогоден моментот и после нова година ќе продолжиме со една фармацевска фирма ќе ни биде Супер. го загледав джинглот ти е добар. Добар е, да. Многу е филмски, да. Така што после На нова 30 година милиметри го снимавме. супер. Не, добро изгледа. После нова година стартуваме со ноќнава, а во моментов на 3 месеци работам на утринска програма. Тоа е од 8 до 10. Другари ми се не ти е чудно швркнат се. беше чудно, едно 11 дена ми треба да се адаптирам, нешто стварно Стварно, треба да станеш кога станеш у 7? Во 6:30. Не, во 6:25. Имам еден мал пес кој се вика Точка, тој е пинчар. И тежи 4 кила. И ги има истите обврски такви со шетање како да чуваш лав. Мислам, треба да симнам од дома, не знам како. Да. И обично се шетаме со Точка, читаме пола весник, пола го читам радио и мислам дека Сепаш. од 7:30, 15 до 8 сум веќе во Сити. Од огромниот број на слушатели имаш армија, сериозно ти кажам, многу слушатели. Кеф ме Ти се така. случува ли некакви блиски средби ти се случуваат од трет вид или прв вид со слушателиве? Некогаш? Па има. Тоа нели топ си, викса добро, цар, тоа викса се за супер. председник и слично. Да, такви комплименти има, ама така интересно ако има ај контакт, нели, обично на некои јавни места
понекогаш се возам и со јавен сообраќај со автобус. Озбилно. Чисто колку да го осетам онака филмот на народот. Се гледам да не околу први, него тамо негде околу средина на месец ти препорачувам. Така, Што 15, општествуват тогаш 16. малце по уште трае платата, свегаш нема негативни некои моменти од типот брза нервоза. Тоа значи дека сме блиски. Критика некоја нека да кажем. Па да, Она те само што запира, викса бе. да, зашо сега последно сретнување, така со девојка која што не ја познавам, мислам дека се познаваме само преку радио, така ми се представи, Добро. ме сретна кај мене умало и ми кажа дека, односно ме праша, извинете, прашам, јас сум редовна слушателка, викам добро, се викам така и така, супер. Дали знаеш зашо ти се јавуваат само мушки у последно време? Викам, не знам, ама веројатно некој впечаток останал или нешто фатила од процент, никогаш не сум гледал дали само мажи или жени, но она приметила. Маркетинг истражувања не прилича. Вика тоа е затоа што сте малце по-оштри и малку по така насилно сме се однесувале. Се ова е според неа. Со тоа што тоа е критика некоја, ја осеќам као негативно бидејќи не мислам дека сум остар, кога би мислел дека сум остар би се оттакал. Сигурно, да. Но, она, кејф ми е па дека комуницираме и не само на да пукне царство. Не, најболje кога ќе добиеш поише ценам јас критика од колку ова. Ова е добро. Да, па критикава и се плаќа, сваќаш тоа памет е. Да свртиме, да свртиме. Не, вртиме ние во секој случај. Радио рекламиве се исто голем добар дел од твојата работа во радио и сам си ги смислуваш, пошто сите ти се со одредена доза на шега, интересни, откачени, па да, не секојдневни. Копирајтерот си ти сам или? Да ти кажам дека имам едно тимче. Значи, не ги правам секоја сам. Еден од главните копирајтери, имам кружок, тоа е студио за размислување, ми се вика екипата. И таа во моментов имам и биро за размислување као такво. Да. И тамо хедквартер ми е Благица Секуловска, сега Петров. Тоа е сопруга, али ја спомнувам, значи, класично во не некој папуча фазон, него ја спомнувам, тоа го има учено, завршено и некои реклами